Добре, че гледате Политиканти, јас сум Борија Јовановски и со мене во Виена. Добро вечер, јас сум Сашо Ордановски и со мене во Скопје Борија Јовановски. Ето тоа кратко. Сашо, од кај да почнеме, има се случуваат работи. Кај нас само стои све некако. Ко Луксембург све е окей. Да, па да. Нешто зоолошка градина се средува такви работи. Тоа е главно. Гледам ги откажа автобусите, нели овие што требаше од Унгарија да стигнат. Веројатно нешто се пореметило таму купопродажбата. Ја не знам што, ама на пример тој купопродажен договор со Икарус, тој кој треба градот Скопје да го покаже, не знам, го бараат советниците, не се дава на увид. Да, очигледно може би таму да има некакви промени со оглед на промената на челниците во Будимпешта. Не важат повеќе истите дилови, претпоставувам, кои беа правени додека леташе авиончето навака натака. И тоа инаку има кога сме кај... Извини Борија, да. Тоа инаку беше главната почетна тема на раскол и на распад на односите меѓу Данела и Мицкоски. Така е, да. Бидејќи очигледно дека потоа следува и неколку други покрупни, главно финансиски ориентирани овие, кажи ги, афери и така натаму, пречистителна станица, не знам што, БТР, брз транспорт и сето тоа. Меѓутоа во суштина, кога тргна заедно, идејата беше овие даваа предлози да не само да се купуваат, туку да се гради тука фабрика за автобуси и така натаму. Иначе еден автобус од тој вид, сега јас тоа веќе има неколку години како сум го гледал, малку сум го истражал и така, тоа кошта 100-150 евра комат. И тоа не се само автобуси, сега можеш да замислиш што тоа значи во смисла на обуки, во смисла на резервни делови, во смисла на овие станици кај што ќе треба да се поправаат и да се одржуваат. Тоа се милионски инвестиции. И знаеш како и кај нас нема шанси власта во тоа да не се замеша. И мислам дека тука им тргна првата капка. И завршива како што заврши, ево го и Орце сега, пошто падна таму овој што падна, бидејќи нема шанса да набават они случајно од негде автобуси. Мора да биде така издоговорено да сите интереси бидат задоволени, а тие се прецепари. Така. Инаку има уште едно распоредување на прераспоредување, ако може да кажам, на тие унгарски позиции. Не знам дали се сеќаваш, пред 2 години мислам дека го имаме зборувано во Политиканти. Euronews беше мнозинскиот пакет го стави под контрола португалски инвестициски фонд, за кој тогаш сите медиуми по Европа објавија дека уствари на Орбан. Сега, колку што разбрав, новото е дека тој инвестициски фонд ќе ги откупува N1 и Нова во Србија, ТВ Виести и Нова исто така црногорска во Црна Гора. Во Србија веќе постои една експозитура и треба да се направи кај нас. И ако не се лажам, не се точно имињата, ама чув дека се тоа некои кои треба да преземат луѓе кои се вака во Македонија добро познати како, да речеме, блиски до овие српскиве служби. Може да предпоставиме, ама сега не е, може би окей да... Мислам дека овие сите што не гледаат знаат за кого станува збор. Пашка нешто тоа чита ми се сврти на медиуми. Тоа е интересно. И ќе го направат тоа, ќе го направат. Не, ама интересно да се видиш што ќе се случи, бидејќи знаеш дека веројатно Петар Маџар ќе сега ќе ги гања тие пари одливи како, што, кај, што се прави. Таму и европска обвинителка треба да влезе во Унгарија според најавите на Маџар пред изборите. Така што тоа таму инаку се распаѓа таа Орбановата структура, се распаѓа многу побрзо од предвиденото темпо и ќе биде интересно да се види. Доста има многу непознаници тука. Да ти кажам, и во теоријата тоа така стои. Тие структури изгледаат како многу цврсти, изгледаат како и после наеднаш,
долгогодишни и така натаму, кои ќе почнат да се рушат, потоа не можеш да ги сопреш колку брзо се распаѓаат, бидејќи во суштина нив ги врзуваат многу конкретни интереси, тоа се секогаш најмногу пари и власт и моќ. Клиентелизам. Кога тоа малку ќе се, потоа, па ти гледај што се случува во Белград, и тоа да го прокоментираме. Па ова што се случува во Белград, околу распадот. Една кратка епизода од кај нас. Ако се сеќаваш изборите, Груевски практично победи на изборите 2016. Да, 2 пратеници повеќе од СДСМ. Само неколку месеци подосна на локалните избори речи си изгуби, не знам, помалце беше за 150.000 гласа или нешто така. И ги изгуби катастрофално. Така да кажам, наеднаш изгуби скоро 1/3 од Добро, има боку еден друг аспект кој што во Македонија забораваат да го спомнат. Изборите парламентарни на кои што победи ВМРО со 2 пратеници сепак ги спроведуваше ВМРО со целата своја машинерија, иако со пржинска влада и така натаму, но тоа беше последниот зафат во кој што, ај сега да не се лажеме, таму изгенерира они како што овој тип на автократски системи, режими изгенерира многу, но сепак многу луѓе гласа за нив, оти и Орбан сакаше тоа да го направи, ама таму му се случи поплава од гласање против него. Така што тие избори ја не би ги земал за репрезентативни во демократска. Сакам да кажам околу мајндсетот на гласачкото тело, клиентелистичко е. Не знам, сети се кога дојде до промена на власта, колку од луѓе кои беа, како ти кажам, се тетовираа со Сашо Мјалков, наеднаш стана нешто многу прогресивни, реформски расположени, критички кон она што го правил Груевски. Мислам, сети се околу тоа. Има еден друг аспект што треба да го спомнеме, не го кажуваме можда доволно често. Многу од тие луѓе што беа околу Груевски, некои од нив завршија во затвори. На крај беа многу лути на тоа што го правеа Мјалков и Груевски, бирејќи заради тоа имаа правни проблеми, заради тие прислушување разговори. Да подсетиме, овие прислушкува, дури мислам дека во еден период Груевски беше позаинтересиран своите да ги слуша отколку мене, тебе и други, не знам, опозицијски Заев секако и така натаму. Така што му беа онака и мислам дека некои од нив се до ден денеска ги гледам и во изјавите се ифрит лути, бидејќи во суштина таа операција за кој што најголем дел од нив веројатно не знаеа. Бидејќи тоа на крајот почна да се осознава, ама години пред тоа биле они целна. Пази, до приватни работи, до кумови, до сопруги, до... Знаеш, тоа е една социопатологија која што на крај експлодираше. Па тоа е, односно имплодира, ако подобриот термин е имплозија. Не, види, од тука да се префрлиме на ова со Вучич. Знаеш, јас, луѓе прашуваат, вака, другари кога разговараме, као нема шанси да се победи Вучич и така натаму. И стварно нема шанси, бидејќи он ја држи таа ситуација таму под контрола. Мислам, тоа е ужасно, со медиумите гледав едно интервју негово на РТС, например. Тој е толку агресивен, толку е нахален во однос на новинарот. Овој Кутриот цел со извинување, ако да не случајно тука една запирка погрешно е поставена во и тоа негови новинари, значи, не ова нешто да го праша незгодно прашање. Тука, ти ваков, ти вие вака, вие подре. Нема, мислам, страшно дрско и за новинарството страшно понижувачка една ситуација, но како и да е. Гледај, да, не може он да се порази таков систем. Он се урушува само од себе. И тоа им се случува. Еве, гледај го сега, тоа е последниот настан, началникот на белградската полиција седи во кафана со двајца мафијаши и то седи, а тој ресторанот 27, галерија 27, има Мишелин стар, не знам дали виде. Сега во 2026 му е даден. Тоа е на Сењак, тој е иначе од затворен тип. Наводно собственик е брат му на Вучич и така натаму. И овие се пукаат тука мртви ладни во ресторанот, едниот губива другиот, а медијаторот во приказкава е началникот на белградската полиција. Мислам, страшно онака за предпоставувам кима, кога ќе падне Вучич, кима интересни овакво интересна граѓа документација за правење на сценарија за овие политички трилер серии во повеќе сезони. Ако малку да ја проширам само тезата, бидејќи
Тоа не е само што они се пукаат, туку началникот, кој иначе трет по ранг во важност во српската полиција, потоа учествува во бришење на траги, криење на телото, најде они некое тело, Не страшно. денеска или вчера и така натаму. Но што е штосот? Мислам, ние сите се со право и целата јавност, особено српска, се занимава со овие најфлуоресцентните, како да кажем, овие фрапантни детали околу целиот настан и така. Да. Меѓутоа, позадината на тоа е што до таа средба не можело да дојде доколку таа не е одобрена од Вучич. Таа е инаку со цел направена средба за да се смират две крупни мафии кои што му помагаат на Вучич сите овие години, не само во бизниси и така натаму, туку во целата пресија што ја прави, особено за време на избори. Тоа се тепачите, дел од нив. Тоа се тепачите, тоа е тој насилен елемент кој што се заканува за сите и така натаму. И таа средба не можела да се случи, особено што овој началникот е бивши советник за организиран криминал на Вучич, нормално со сите долгогодишен началник на белградска полиција и така натаму. И за тоа се дознава некако резултат на пријавот, и тоа не е само началникот, кој знае колку души од обезбедувањето имало таму негово, пошто он се движи со 3/4 сите вооружени и така натаму. Така што скандалот е на едно ниво, ова драстично во ниво, а на друго ниво е ова еден увид во распадот, како тие системи, баш ова што го збориш, како тие системи почнуваат да се распаѓаат, кога ќе почувствуваат најтврдите делови од нив, пошто види, овие мафијаши се опасни типови, тие соработуваат со власта, али немаат проблем да повлечат пиштолга и на власта ако треба. Тоа е демонстрацијата на сила е тоа се случува на ресторант во Сењак, Мишелин стар, мртов ладен мафијашот вади пред началникот на полицијата и пука. Да биде ситуацијата полоша, тоа ескалира. Не знам дали пратиш вчера на Врачар и на Врачар, значи во повеќе сплавови што гореа, во повеќе кафичи се фрла молотов коктели, се фрла во собственици, тоа е на оној другиот исто, тој Джери исто така на СНС. Тоа е као Ал Капоне времето Њујорк, мислам, отприлика. Ама да те потсетам, Боко, истото тоа се случуваше кога паѓаше режимот на Милошевиќ. Па Аркан го тепа 2-3 месеци пред избори. И тоа го тепа полицаец, пажи, ќе се дојде во целата организација полицијата, која прво со него соработува, а потоа го ликвидира. Така што тоа е секогаш така, се случи и тогаш бомби, палења, пукања, кој знае колку души изгледа пред да се случи пат. Меѓутоа, Борјан, морам да ти кажам дека она што мене повеќе ме загрижува е оваа состојбава со студенти, бидејќи види, кој ќе го видиш меморандумот за Косово и го видов. Стварно греот. Тоа Србија е земја која што е се уште далеку од своето модерно разбирање на сопствената иднина. И дури, знаеш како, се разбира дека сите вака добронамерни демократи во Србија би сакале да падне Вучич од власта, но овие што ќе дојдат ќе видиме какви ќе бидат. Тоа апсолутно тоа е една таква мешавина и муљажа од разноразни елементи во тоа движење што некои од нив се порадикални и полоши од Вучич. Па ќе видиме што понатаму. Инаку морам да ти кажам една епизода една прилика во Србија. Тоа ме интересираше кои сте студентите. И во друштвото една мајка која ми раскажува дека незиниот син, на 21 година, е дел од тоа студентско движење. И он не беше во Белград и као она мајката ќе му се јавам, да се чуете на... Викам, ајде уклучи го пушта на спикерфон да поразговараме. И го прашувам, знаеш. И сега као од кај си, мајка му вика новинар од Македонија и така натаму. И Мариов ми вика, Македонија, па нема македонаца, ми вика. Како ме директно нема што. Како ме му вика. И да биде иронијата поголема, ми вика, јас со толку години, Малиов ме прашува, дали си био на гробле у Македонија, ми вика, као да видам дека тоа се све српски меѓа на страна, што јас сум по мајка, нели србини се разбира, си го имам тоа, си го сакам тој дел од мојот, да речеме, идентитет, ако тоа така се вика. Нема, ама сакам да кажам,
И при тоа нешто ми некои цитати од Горски венац. Пази, дете од 21 година. Мислам, знаеш, тоа е како успеало, кога успеало да се контаминира од тој тип на идеологија. Од најмали нозе трае труењето. Да, тоа е неверојатно. Јас се разбира, беше незгодно да па ја превртев целата работа на шега, затоа што нели со мајка му негова тука во друштвото седиме. Незгодно е да му речеш брз таму. Ма сега ти нема да се бавиш со преваспитување на сините. Да. Али да, тоа е, да, за жал, таму има се и се што и таа работа не се знае. И затоа има една воздрженост на меѓународната заедница, Европската унија, ако си видел во врска со било каква подршка, они го примија тој ректорот во ред, ама што е некаков сигнал отприлике што би сакале да видат они, но не, ама има и безобразлук повеќе од тоа. Молам? Има и безобразлук повеќе од тоа на Европска унија. Прво, Вучич им испорачува. Да држи Србија стабилна во време кога они имаат милион други приоритети. Да. Второ, не може да видат која е алтернативата, а они знаат се што треба да знаат за Вучич. Вучич истовремено игра на сите столчиња, дури до таму да се шпекулира дека ќе влегува и во НАТО. Мислам, што и инаку е приказна која он ја развива на војна вежба биле со војни вежби, тоа учествуваат во сите процеси и така натаму. И сега како да ти кажем, еве го се спрема да оди за Кина, нели кај што сега сите се сетуваат. Види, можда не е лошо малку и на таа тема да поминеме ако се Зашто? За па ова како Кина, те Путин, те Трамп, се и Вучич оди, Мерц, Макрон, сите нели се слеваат натаму и така. Морам да ти кажам дека бидејќи ги следам тие работи како и сите претпоставам што се интересираат за тоа, следам и коментари, не мислам ја на социјални мрежи коментари, туку општо јас мислам дека малку се претерува со целата таа нагласка дека Кина практично го завладува светот и така натаму. Мислам дека тоа не е така и дека за тоа ќе треба уште многу години да поминат, бидејќи Кина земја на Кина во суштина проблемите се внатрешни, нема она многу големи надворешни проблеми. Бидејќи Кина стои економски, изгледа вака како джин, меѓутоа има многу предизвици, бидејќи знаеш како ме потсетува на бивша Југославија у последната деценија со една огромна презадолженост на успешни компании затоа што државата ги финансираше. И сега добро, ваму се бројките, се играта на бројки пута 100, пута 1000, пошто е тоа огромно и така натаму. Од друга страна, знаеш, не можеш да бидеш голема светска сила кога немаш пробана армија. Ние имаме човек во Вашингтон, овој Трамп, кој што извршува на очиглед на сите последни 2 години самоубиство, мислам, на најголемата светска сила. Он буквално секој ден прави самоубиство со пиштолот на чело и пука само, што у колена, што у глава и така натаму. И тоа потоа придонесува за сите други, но не е спорно дека Америка се уште ја има најмоćната армија во светот, која без разлика на политичките резултати од разноразни операции, некои од нив се некои него повеќето се лоши, она во воена смисла го постигнува тоа што го поставува за цел. Кога ќе видиш Кина е тотално непробана. Види, македонската јавност може уште малку боко да не Да. Македонската јавност не ја следи состојбата во Кина. Јас лично не сум бил во Кина и не може да кажа дека сум експерт во таа смисла, меѓутоа следам многу последниве години што се случува таму. Кина има веројатно една од најкорумпираните армии во светот. Таму со децении, тоа не е само Си Џинпинг и не е само овие што се сега таму. Со децении не можеш да станеш командант, она функционира на партиско тело кое имаше 8 души, од тие 8 души последните 6 месеци 6 души се сменети. Само Си Џинпинг и уште еден остан, сите други се уапсени, не им се знае трага кај тоа се овие генерали со по 4 звезди, не зборам ја за овие. Значи каков е системот? Они плаќаат за да бидат поставени, тоа е една многу топ-даун поставена корупцијска шема, а потоа сите унапредувања во своите области, бидејќи Кина е поделена на, ако не се лажам, на 8 воени области, потоа сите унапредувања ги прават затоа што на нив им плаќаат пуковници да станат генерали, капетани да станат мајори, и тоа е една, како да ти кажем, едно скалесто ниво,
И еден дел од приказната за сите овие драматични смени што ги направи Си Џинпинг е затоа што сака да се фати во костец за тоа, другиот дел е затоа што одбива да влезат во силна реторика против Тајван. Видите, кинеската армија не е во состојба сега да искористи можноста, приликата и не знам што да го нападне Тајван. Тоа е исклучително рискантна операција, дури и без американскава помош, непомош и ова воздржаност и Трамп и така натаму. Значи, тоа е вториот елемент. И третиот елемент е тоа што сепак доаѓа до смена на генерации. Сега таму доаѓаат многу помлади и ти имаш една армија која што вака на паради изгледа, знаеш како руската армија што изгледаше на паради, фасцинантно. Тоа ракети ли сакаш, ли системи вакви, радари, меѓутоа во суштина немаат водено војна. Од 60-та година, последната е 60-та година. Епа, замисли се. И американската армија секоја година војна, тоа онака со носачи на авиони групи со по 20.000, 30.000 војници, мисла, плюс не знам колку стотици авиони и така натаму. И таа целата приказка за Кина која инаку направи една фантастична трансформација, бидејќи Кина излече од сиромаштија барем едно 300-400 милиони луѓе во последните 10-15 години. Меѓутоа, нејзините пак од друга страна, тоа што може да кај нас и повеќе се коментира и со тоа завршувам, нејзините демографски перспективи се катастрофални. Заради политиката едно дете, по семејство, која сега они на брзина гледаат да ја поништат и така, меѓутоа тоа резултатите ќе дојдат по 2-3 децении и дури и да почне да прават поише деца. Кина веќе наскоро ќе нема доволно работна сила за да може да одржува тоа ниво неопходно на раст на економијата. Бидејќи за Кина не е ништо 3-4% раст. Они 4% зацрта у наредниот 5-годишен план. Ако е под 7-8, тоа веќе значи една стагнација, заглавување така. Една комплетно друга приказка од овие со кои ние се занимаваме. Со други зборови сакам да кажам да, бидејќи Америка стана една тотално непредвидлива и тотално налудничава голема сила во светот. Сега сите гледаат една предвидливост и една релативна коректност на кинеската држава и на Си Џинпинг режимот, тоа не е демократија, се разбира. Меѓутоа не се приказките такви дека еве само што не паднале овие, па овие ќе за русите не ќе ни да зборам. Не, русите се па топ погледија. Тоа не се опра наредни 3-4-5 децении нема да се опре. Русите ќе станат како да кажам, Киргизстан на времето во СССР. Они се седнати во скутот на Кина неверојатно. И последнава посета е разочарување големо затоа што не дојде до дилот што го очекуваа русите, затоа тој сибирскиот гасовод со кој требаше они да го пренасочат гасот кој го продаваа во Европа, да го продаваат во Кина. И па се расправаат за цените, не знам дали знаеш што е кавгата. Како и да е му пропад. Си Џинпинг не му го прифати, не успеа Путин. Еден од големите успеси кој требаше да се прикаже од оваа посета на Путин на Пекинг беше токму тоа, но за да покаже вака една компаративна стратешка позиција во однос на Русија во однос на Европа и на Западот појака, но не му успеа тоа. И ама сепак путинешки многу зависти од Кина, од увозот, страшно зависти стануваат од Кина и тоа е на долг рок, имајќи предвид падот на нивната економија, исцрпеноста од оваа војна со која очигледно никаде не напредуваат, не само што не напредуваат, него најверојатно и назадуваат. Украина е се посупериорна, колку и тоа парадоксално да звучи вака, стварно никој не очекуваше дека тоа таков однос на силите ќе има на фронтот. Тоа се случува сега, тоа е тоа. Да. Види, во таа смисла, добро, отворени се многу прашања, ни минатиот пат малку прозборевме, бидејќи беа во тек посетите Трамп, само што беше како беше, а Путин не беше ни отиден и така. Значи, сите опции се отворени, оваа игра ќе биде долгорочна,
таа е предизвикана пред се заради оваа будала во Вашингтон, бидејќи он ги поремети сите американски стратегиски позиции и ги доведе до пропаст. Не знам дали следиш каква кавга има со Натањаху. Да. Денес. Да. Вчера како му доаѓа тоа Америка. Значи, овие известуваат израелски извори дека му горела косата на Натањаху, бидејќи сега Трамп го притиска да заврши војната. А Натањаху неќе да чуе. При тоа Трамп е попопуларен во Израел, добро и Натањаху. Види, сите израелци стојат за целава операција. Да кажем во огромно мнозинство, ајде да не кажем сите, никогаш не се сите. Меѓутоа, тоа очигледно дека не мрда никаде. И сега имаат нов предлог на маса, пакистанциве и саудициве нешто одработија со иранциве. Трамп не знае како да излезе од таа кал. Веќе трае 3-4 месеци, а требаше биде операција за 3 дена, брада, нема врска. И на крај ќе се случи оно што јас и ти на самиот почеток го говориме, и јас лично најмногу се плашам, дека ќе заврши целото ова со заправо сочуван еден ирански ужасен режим, особено према иранците, зацврстен и со еден нов наратив за регионална сила. Без разлика што им утепале волку, им утепале онолку, нема врска, тоа овие раководители, тоа све им утепале, доаѓаат нови и продолжуваат. Така што, дури не ќе да коментирам, тоа сме го збореле за Хормуз, како тоа ќе се отплетка. Не, проблемот на Трамп е што он го прекина кога дојде во првиот мандат негов, он практично го поништи договорот кој администрацијата на Обама го имаше со Иран. А сега би молел за таков договор. Сега би молел за таков договор, но нормално е дека ако тиде со јота помалце од тој договор, он ќе биде изложен на изборите во ноември, односно неговите републиканци, да можам да замислам што. Ја биде ли последната анкета на Fox News? Не, значи, не ти кажам на New York Times и на не знам кој. Fox News. Значи, он е веќе под 25% поддршка по сите клучни прашања. Да. Значи, тоа е, значи, како да ти кажем, од 5 американци, 1,5 го поддржа. Од 10 души едва и можда тројца, не се ни тројца, пошто зависи од прашањата, инфлација или сакаш војна, сакаш ли цени на бензин и така натаму. Значи, он е потопен тотално. Меѓутоа, него му е гајле, бе. Он не се сопира од крадење, тоа се фантастични. Ја претпоставам дека и луѓе што не гледаат, следат по нешто, барем бидејќи за тоа има колку сакаш веќе докази. Го фатија како игра на берзи. Го фатија веќе му докажаа дека само првиве не цели 2 години на власт, он е негде околу неколку милиарди долари има украдено на разноразни сделки. Целата фамилија, и не само негова, и на други високи функционери играат на берзи. Добро. Игра и демократите на берзи, ама не до овие нивоа. Знаеш како тоа се овие инсайдерски информации, чист криминал, не видено нешто. Него Саша те врата што Бог ќе нападне Куба за да ни го сврти вниманието и тоа ќе биде. Да не се правиме македонски медиум, кај нас оваа шпиунскава афера, мислам, русиве ваму во Кина се на колена, ама ваму работат кај нас многу јако. Не успеам да разберам што е точно целата афера, морам да ти кажам, бидејќи сум далеку и не можам да разговарам со луѓе. Старо си, тоа беше... Ја мислам, ако не се лажам, дека на тешки муабети ја начнаа таа приказка еднаш во некаде февруари, некаде која беше зимава. Види, шефот на кабинет и уште една вработена се фатери како активно соработуваат со странска служба. И тоа е тоа, како и за се друго во јавноста, и за тоа има малце информации. Премиерот излезе, рече дека тоа е дело на стари структури. Кои стари структури? Тука има разни нагаѓања, има нагаѓања дека се дели од неговите структури кои порано во кабинетот на Иванов има големо влијание, дека станува збор за таква една операција. Ги знаеме. Да, има таму деца кои студираат. А зашто има потреба ВМРО да ја минимизира аферата? Зашто ако имаат доволно докази не тргнат во акција? Или можда немаат докази? Обвинителството тргна во акција, прашањето е зошто дел од МВР не соработува со обвинителството, односно практично на известен начин може да се каже дека
тоа и обвинителството ќе го каже дека обструира истрагата, но ќе видиме за тоа подоцна. Инаку пријавата е стигната од група вработени во МВР, односно во агенцијата за разузнавање. Сигурно. Така што таму се случуваат нормално председателкава нема поима од ништо, предпоставувам. Не, и тоа сега никој не го кажува, но види, исто еден блам малце, знаеш како, ние сме го зборувале тоа, ние сме дел од синџирот на НАТО и протокот на информации кои се класифицирани во системот на НАТО. Мислам, стварно е непријатно, а шефот на кабинет на председателот на државата, знаеш ти многу добро, е позиција до која стигаат сите сензитивни информации кои може да бидат од интерес на странски служби, особено овие русите кои знаеш колку активно и како активно работат кај нас. И како ти кажам, но нема разврска, еве денеска веќе ако отвориш та тајм ќе видиш дека нема ништо ново околу тоа. Мислам дека мечка повторно јас не го изгледав цела, ама вчера или завчера имаше додено вака по-долго излагање на оваа тема во повеќе детали и ја знае одлично приказката и добро е кој вака кој се интересират да се осврне на овие некои од минативе епизоди на тешки муабети кои беа објавени, кои можевте гледачите може да ги видат во текот на оваа недела. Непријатно, Сашо, како и да е, тоа е сериозно компрометирање на една висока институција каква што е председател на државата. Да, нема коментар од председателката, и ќе видиме се како ќе се развива тоа, но во секој случај е многу непријатно. Ја мислам дека ќе има последици по кохезијата внатре во самата владеачка партија, но добро, да видиме понатаму како ќе се случува. Инаку има, извини, јас извинам, еве гледам сега на тајмк, председателката имала изјава, председателката на државата Гордана Силјановска уверува дека безбедноста е на највисоко ниво и дека нема логичен остов за шпионажа. Вели дека сите дописи што ги добива од НАТО, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Генералштабот се во печатена форма и оти никој освен неа ги нема видено. Сега знаеш како, јас исто имам работено во кабинет на председателот, малце знаеме кај стига пошта и нека е упечатено и така натаму, кај стига поштата, како се распоредува понатаму низ кабинетот и така натаму. И тоа е но добро. Добро, не ни очекувам дека сега може председателката да излези да каже страшен скандал, ги фативме, го фативме, ја фативме, не е битно и така. Нормално дека ќе излезе да каже дека се е во ред, дека се има интегритетот е зачуван на информациите и така натаму. Ама тоа е соопштение за домашната публика. Нема да мислиш дека што се разбира, тоа не знаат секако повеќе и од неа што се случило и како и што се последиците. Така што тоа е вака за народ да може да се забавја. Вика, според протоколот, читам, пакувам и го давам на лице од архивата кој поседува највисок сертификат државна тајна. Најчесто се враќаат кај испраќачот или одат во архива. Ако комуникацијата е на ваков начин, објаснете ми со кои податоци, дури и да влезе некој во вашиот компјутер, може да посегне по шпионажа. Значи не постои основ. Затоа и се чудам кога ќе видам разузнавачи дискутираат како сум била во опасност. Безбедноста била во опасност заради шпионажа, рече Силјановска Давка во интервју за Централниот дневник на Сител, а тоа значи дека сега излегла во дневникот во среду. Ти кажам, жената реално поима нема зашто станува. И јас мислам дека поима нема, да. Ај ми го ти нејзиниот компјутер, јас што не сум експерт, ќе излечам информации од кои глава ќе те забуди, без разлика. Она поима нема, мислам добро, не и од друг веќе и така не. Башка многу добро знаеме, стварно и јас и ти имаме искуства како тој проток, како тоа стига кај неа без претходно никој, мислам не има некој ланец, некој апарат кој каде што циркулираат тие сензитивни информации кои стигаат и кај неа на маса, се разбира. Меѓу другото, шеф на кабинет е сепак висока позиција, не е тоа обезбедувањето
во кабинетот или така натаму, другото обезбедување има, од обезбедувањето имало и во други овакво упади, но не, ова е сепак едно многу високо ниво во кабинетот на председателот, како што е шеф на кабинет. Но да видиме како ќе се развива таа работа понатаму. Иначе... Нема да се развива, бе, Боко. Што се развило до сега, па да се развива? Да те прашам ова со марихуаната. 50 тона марихуана се развива, 50 тона марихуана. Што секој петок спомнуваме, до кај е таа работа истрагала? Сашо, ништо, нада. Како ви кажеш, паците, нада. Ама не, нема, и за 50 тона. Но окей, стварно не знам кој е планот. И види, ни опозицијата не зборува за нив, не знам дали си забележал. Да, па се разбира. Не го отвара прашањето. 50 тона марихуана се за било која земја сериозен, како ти ја... Ама види, тоа е истата приказна како во Србија. Значи, во тие 50 тона марихуана нема шанси да е правено без овластени лица да учествуваат. Апсолутно. Тоа на српска страна се докажа, се покаже, иако и таму таа пропадна од дупка истрагата, ама се виде одма. А бидејќи таму тоа се алудираше поврзано со министерот за сегашен за одбрана на Србија, па нема шанса додека да е нешто правено да не било на највисоко ниво. Па да не се ние тука имавме неколку проводи. Во меѓу време, Сашо, да не се кираш, значи македонскиот јазик, идентитет и култура ти го чуваме тука, кој се вратиш у Виена, тука ти е спремен, те чека, си го земаш, на аеродром ти го дават и си продолжаваш нели со идентитетот заштитен, гордо. И се навратам на, пошто тоа е секој ден тема. И па ја не знам како, но се уфрла постојано, ако случајно власта не, опозицијата ќе влезе со таа тема. Добро. Значи, еве го Муцунски на средба со Петрова Чамова, македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не може да бидат предмет на преговори. Прво, македонскиот јазик не е предмет на преговори. Јас не знам зошто упорно треба да се повторува дека македонскиот јазик е предмет на преговори. А идентитетот и историјата не се предмет на преговори. Македонскиот јазик е признат во ЕУ, документите, одлуките се и на македонски јазик, тие документи се подпишани од бугарската влада која во ЕУ го признава. Нивните приватни ставови, тоа и они како тоа ќе го хендлаат по дома, тоа не знам, на Желју Желев книгата е исто така преведена на македонски, има многу луѓе во Бугарија, наши пријатели, Сашо, кои знаеш дека апсолутно никаков проблем со македонскиот јазик немаат, но вака и на формално ниво нема запирка која може да биде оспорена или да се каже дека македонскиот јазик е предмет на некакви преговори. Не, и стварно е малтретирање на јавност да се инсистира на тоа. Не бе, Боко, тоа е смислена политика, не е малтретирање на една подчинетост, во еден страв. Не, грешиш. Не е тоа малтретирање на јавност. Па што е? Тоа е смислена политика да се држи темата постојано во фокусот на јавност. Па малтретирање е дури бугарите кога не ја спомнуваат, нашите инсистираат на тоа. Значи, нема среда, нема ден, нема Мицковски, нема недела бар 2-3 пати за тоа да не збори. Нема Муцунски, се видел со Чамова, он ја покренува темата, не преговараме, затоа што тоа им е политиката, на тоа гласови добиваат. Еве гледи овие у коментарове, еве некој Валтер Вистер. Нема тоа добро. Разбираш, со овие со бившиве знамиња и така. Тоа е толку е таа грамажа на мозок, тоа го бара. И ги манипулираат, како да кажа, фантастично. Што се однесува до историјата, уште еднаш да повториме, постои комисија која не ја спори ни оваа влада, затоа што номинираше учесници во таа комисија кои треба да разговараат. Уште еднаш да кажеме дека таа комисија според преговарачката рамка не е релевантна дал кога завршуваат преговорите. Ама и не преговара, таму разговара. Со Европската унија. Значи, туку преговарачката рамка охрабрува да се постигнат резултати во рамките на тие разговори кои се водат во рамките на историската комисија. Такви историски комисии има многу по Европа, бидејќи разни земји исто имаат разни дилеми и толкувања околу делови од историите историјата која ги поврзува, и тоа е отприлика тоа, но не е доволно тоа, сепак да се колку и пати да се повтори оваа тема, повторно, Сашо, и повторно ќе се чвака и
пак ќе ти кажам, по мене ова е страшна манипулација со гласачкото тело и ми се чини како тргнало опозицијата во еден да ја сервира оваа тема на власта. Мислам дека и наредните тие предвремени избори кои ќе се одржат, предпоставувам на пролет, но нема да ми изненади ако Мицковски направи потек со кои тие избори ќе бидат и сега на есен во октомври или ноември, тоа ќе види од математиките. Мислам дека повторно главната тема ќе биде ова, што е страшно, затоа што во меѓувреме ние деградираме, општеството деградира по сите основи, се полошо и полошо, подолу и подолу одиме и станува стварно неподносливо во однос на квалитетот на живењето, поради кој изгубивме маса на млади луѓе кои масовно сакаат да одат некаде кај што имаат стварно некаков елементарен цивилизиран квалитет на стандард на живот. И тоа е тоа, и веројатно таа цена понатаму нема како ќе мора да се плати, колкава ќе биде, јас не можам стварно процека да донесам, но тоа скапо ќе ја чини. Како коментираш предлогот на Мерц? Сашо, па еве ќе му кажам сега, Иван, дај молим те, го имам писмото, Сашо, од Мерц. Добро. Интегрално го имаме. Види, писмото на Мерц, да појаснам, го пушти на екран, да. 3-4 страници е. Упатено е до Кошта, до кипарското председателство и до Урсула фон дер Лајен. Прво да дадам еден контекст околу тоа. Писмото на Мерц е дел од еден процес, бидејќи пред месец-два, го говоревме тоа и тука, комисијата побара од земјите членки да се изјаснат поединечно во врска со проширувањето, како стратешки приоритет, бидејќи сите се најдува, комисијата се најде малку заглавена. Се работи за стварно комплицирана операција во прилично комплицирани геополитички околности. И ова изјаснување на Мерц во тој контекст, сакам да кажам, пред самитот пред Европскиот совет во јуни, кога се планира да се разговара на оваа тема на ниво на шефови на држави и влади. Писмото на Мерца, што е во суштина се однесува на Украина. И Мерц дава предлог како Украина што поскоро да влезе во Европската Унија, бидејќи, како што вели и самиот, станува збор приклучувањето во Европската Унија со сите референдуми во поедини земји членки, преговорите, нели, ќе земе време. А од друга страна им се брза, бидејќи членството на Украина во Европската Унија е еден од елементите во тој мировен договор кој Соединетите американски држави па и во партнерство некако какво такво со Европа се обидуваат да го направат за Украина. Односно, украинците, тоа членство во Европската Унија треба да виде во пакет со тие безбедностни гаранции кои Украина би ги добила, за да се согласи на отстапување, евентуално од териториите кои се сега заземени од Русија. И тоа е комплицирано, но како и да е, елементот на приклучување на Украина во Европската Унија е многу важен за да може да се направи некакво поместување во преговорите за прекин на војната на Украина. Тоа на Зеленски му е многу потребно. И сега Мерц предлага тука да практично, пак ќе кажам, важи само за Украина, да Украина и се даде да учествува во работата на Европскиот совет без право на глас, да биде асоцијативен, да има свој представник во комисијата како комесар, но без портфолио и исто без право на глас, да биде да има пратеници во Европскиот парламент исто така без право на глас,
и придружен судија во Европскиот суд. И вика ова чекор по чекор, step by step application of the acquis communautaire according to Ukraine's progress in the accession negotiation, not automatically, but after approval by the Council and with respective safeguard clauses. Ама гледам дека и украинците не се многу задоволни од пред. Не се, не се. Да, затоа што не е ова полноправно членство колку што можеш да видиш. Да, па затоа велам, Да. Они се веќе во таква офанзива, они ќе ги поразат русите, мислам тоа. Па како тргнала работата, да. Сега, и се вика, чекај, не прифаќаме ни ова можда пред 2 години, сега е друга ситуацијата. Да. Како е коментарот тогаш направен дека тоа се одесува и на Западен Балкан и така, тоа е дека шанса за нас? Ева, он на крајот во неговото писмо вика, and we should stand firm in our promise that the Western Balkans countries and Moldova can join the European Union as laid down in the Copenhagen criteria in the envisaged the Thessaloniki agenda of 2003. И потоа кажува дека таму остава голем простор за тоа како со земите од Западен Балкан, па и Молдова. И тука има различни сега опции. Види, се подготвува пристапниот договор за Црна Гора, тоа го спорувавме. Сега има една опција да Црна Гора, доколку Исланд влезе практично по стариот договор, значи full membership. Како до сега сите земји, како Хрватска што се вклучи, така да биде тоа и со Црна Гора. Или да се види во тоа како црногорскиот договор практично треба да биде првата демонстрација за тоа како би одело понатаму и со другите земји од Западен Балкан. Но тоа е доста неизвестно. Тука уште ништо не се знае и ако бараш одговори, самата комесарка за проширување не може да ти даде одговор како ќе оди тоа. Добра, ама впечаток е дека нешто се мрда. Сега ќе ти кажам, ова за другото доаѓа за gradual integration, доаѓа од една заедничка позиција и тоа писмо, мислам, не, тоа е текст, non-paper, кој го имаме тука. Но добро, не знам колку може да се види. Во тоа е позиција сашо на пријателите на проширувањето. Тоа се Словенија, Австрија, Италија, Чешка и Словачка, мислам. А добро, не се тоа невлијателни, некои од нив се влијателни земји. Така е. Нормално нордиски веќе ставаат кочници, бидејќи ќе инсистираат на стандарди. Значи тоа и овие 5 земји во овој non-paper бараат gradual integration, прво низ и за таа опција се говорело порано, со приклучување на заедничкиот пазар. Но да појасниме нешто многу да чисто бидеме. Во било која опција од овие сега вака што ги разговараме, ние мора да поминеме, например, еве да одиме во некоја постепена интеграција во заедничкиот пазар. За да ти се интегрираш во заедничкиот пазар, ти мора многу од акито да ти е применето, да ти е имплементиран, односно повторно да поминеш низ процес на преговори, кој повторно ја содржи оваа европската преговарачка рамка. Така што сите овие обиди да се прикаже дека ќе има опција во која ние ќе избегнеме европската преговарачка рамка се безмислени по мене, но окей, ако тоа некому нешто значи нека го тоа е Боријан, тоа е наша внатрешна политика, не се прави тоа политика кон Брисел, тоа е само за подготовка за избори. Гледам. Знаат све што е тоа е за ова гласачко тело, со тоа гласачко тело они добро манипулираат, добро поминуваат, има луѓе кои што реално не мислат дека треба да бидеме членки на Европска унија. Ти знаеш дека ја тврдам дека тоа голем дел од етничките македонци не сакаат
од разни причини, тоа се малце и психопатологии и со историски. Да, ама ако каже некој, ако излезе, да, како каже дека нема Европска унија, тука е една биполарна позиција, да, тоа е фино да види, која власта нема зошто да сака големо мнозинство од населението. Да, не, па види, јас сме го не знам да овде сме го зборувале, Сашо. Види, ја на крајот криштата предлагам, ние треба стварно се изјасниме по тоа прашање. Ние не можеме оваа шизофрена позиција да сакаме во Европска унија, а при тоа да имаме еден исклучително гневен однос, една Чекај, а зошто не можеме кога тоа гледаш дека дава одлични резултати на тие што владеат? Баш напротив, овака може да се влече уште 10 години. И 100 години. Сашо, ќе се влече, ама не знам дал забележуваш, дал слушаш, дал читаш, значи економската ситуација, финансиска, социоекономската генерално, воопшто не говори во полза на некаков комфорт да се чека и тоа, знаеш, па како сега, па шо биде. Навикнате овој народ. Ко сега Исланд, дали ќе влезе во Европска унија или не, они ќе имаат референдум, например. Погрешна е таа аргументација. Навикнате овој народ на таа мизерија. Добро, нека се. Не знам што е навикнат, веќе е соживеен со тоа. Може. Нема потенцијал во Македонија за бунт против тоа. Така што, да, луѓето се дел во депресија, дел се нели. Меѓутоа, овие си ги владеат без никаков проблем, без никаква алтернатива нудење, инсистирање на одредени политики. Муцунски го читав пред да тргнеме со Мицијева. Он просто наметнува теми кои бугарите не ги бараат. Кај тука, не, зашто таа изјава пак не е за бугарите, таа е за Македонија изјава, за македонската јавност. Инаку, утре излезе Мицко, ќе повтори 5 пати. Сашо, Огњан Минчев ни е заеднички пријател, така, во Софија. Огњан Минчев има многу убав пост на Фейсбук. Кој не знае, Огњан Минчев е иначе еден еминентен интелектуалец бугарски, соработувал со меѓународни институции бугарски на регионален план, think-tankoви и така натаму. Огњан Минчев, патем Сашо, колку он е веќе на кај 70 тера, така? Огњан Минчев е се уште професор на Софијскиот универзитет, политиколог, и он е нешто постар од нас, едно, да речеме, не многу, 2-3 години, така што веројатно претензија. Тој е исклучително влијателен и еден од најдобрите кои што некој ако сака да влезе на YouTube, не говорам ја за Македонија и релативно ретко, има неверојатно добри анализи за сите случувања и ни светот и по континентов и по Балканов и така. Погледни му го постот, кај што многу немам ја на социјални мрежи, раскажи ми го постот. Па да ти кажам, тоа ти која не сакаш упорно, немој ќе пропуштиш и вакви работи кои инаку можеш да ги прочиташ. На Огњан Минчев прави одличен коментар за тоа како уствари Москва и Белград си играат со Софија и со Скопје. Сега на долго и широко, долги, цела страница му е коментарот. Ама тоа си играат и преку Софија, бидејќи и е многу критичен кон бугарската политика, кон Радев, кон околностите која доведоа Бугарија да го направи тоа вето. Но знаеш што ми е поентата, Саша? Никој нема да го пренесе Огњан Минчев. Но не дај Боже Каракачанов да прдне негде, што и да е, па тоа нема да има медиум кој нема да го пренесе во Македонија за тоа како... Во еден дел од јавноста во Софија Борјан, кај што припаѓа и Огњан Минчев, стара е тезата и таа е многу пати докажувана и кога некој би сакал да следи, јас многу следам, пошто имаат милион подкасти, некои одлични подкасти имаат навистина. Десетина се прва лига и така, бугарите сепак имаат една малку и поголема тежина од нас во смисла на анализи, во смисла на и поголеми си и така натаму. Е членки на Европска унија и сето тоа. Таму е апсолутно абсолвирана тезата дека политиката на Софија наназад практично 6-7 години со се француската рамка и така натаму е апсолутно изнедрена од они ги викаат од ченгета. Тоа се баш од овие шпиунскиве соработнички кругови на Москва, појачани од разој. Тоа нема веќе, за тоа не се ни дебатира. Тоа е докажана тема. Сите кои ги АИТН, овој што го спомнеш, ВМРО, тоа све ченгетато. Сите се по
Така што тоа е таму апсолвирано, кај нас не е, кај нас не е оваа друга страна, ќе дојде ден кога и тука ќе се отворат, знаеш како, некои тефтери, па ќе се види кој од кои причини заговара. Само да ќе ти го прочитам. Добро, кај нас реално се помалку влијателни тие кругови отколку во Софија. Ќе ти го прочитам само крајот на по-маргинални се. Ќе ти го прочитам крајот на коментарот на Огњот Мичев. Не можеме да се откажеме од него сега, мислејќи на, нели, рамкава. Тој е дел од процесот на проширувањето на Европа, дел од консензусот на земјите членки, но дури да се откажеме од тоа, со што ќе го замениме? Со нова глупава рамковна позиција, со ново глупаво брборење на руско-српските полицајци на тема дајте ни ја вашата историја. Имаме право да се лутиме, но можеме да се лутиме само на себе си. Он се обраќа кон бугарската јавност, се разбира. И но тоа отприлика вака изгледаат работите и кај нас. Тоа е тоа, за жал. Еве ти го коментаров, ти го читам последен што го гледам во четот. После се што ни направи ЕУ да бараш да влезеш во ЕУ, мора или да си платен, значи или да ти фали нешто во мозокот. Не се правете слепи, мнозинството македонци се против ЕУ, бараат надвор од НАТО. Еве ти ја московската позиција у 4 реда. Да, толку е. И тоа е тоа се, како да и се тоа е. Да, со плачење цело време. Сашо, сат време сме веќе. Да, Бојан, еве, следниот пат се гледаме во Скопје во студио и ќе имаме друга една атмосфера за разговор. Мислам, види, морам да ти кажам дека понекогаш доаѓаат петоци кога немаш многу да коментираме, пошто се тие темите се вртат истите. Оваа афера, онаа афера, знаеш, не сме Србија, бар да има спектакуларни работи. Ој, она во Србија ја тапат досадно муј. Ја само вести српски гледам, као на крими серија, политички трилер у продолжение. Апсолутно. Netflix треба да уклучи камери, не им треба овој кастинг, не им треба ништо. Само да еве, ништо од електричните автобуси од Унгарија поништена јавната набавка. Енде. Да, бе, па тоа е. Него да не излезе од Унгарија податоци како е праена јавната набавка и кои се продаваат. Тоа е ова, зашто ја поништи овие. Тоа да не излезе, да. Добро, Сашо, ти посакувам ова вечер во Виена. Благодарам, одека ќе биде многу топло, гледам во Македонија дожд ќе врне. Доста е тешко, спарно е 23 степени, сега беше кога доаѓав. Облачно цел ден, тешко време, денеска е таков еден тежок ден. И ние имаме одека австријанците продолжен викенд до 30 и нешто степени ќе оди. О, машо. Така што за Виена тоа е Дунав некоја скара да изедеме викендов ако може. Идеално. Добро, Сашо. Поздрав до гледачите и се гледаме наредниот петок. Се гледаме наредниот петок, поздрав и од мене.